Од дебатата која се одржа во град Скопје, а беше посветена на изградбата на гасоводот на Водно, не излезе ништо конкретно. Градоначалникот Челегов, кој беше во улога на модератор, рече дека е подготвен се додека постојат изразени дилеми да повикува на разговори и изрази надеж дека следната дебата ќе биде во рамки на Министерството за животна средина и просторно планирање. Министерот Сугарески на дебатата посочи дека за секоја промена на трасата потребно е да се направат измени на постоечката планска и проектна документација согласно Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање. Според него, така ќе се запазат сите законски прописи, а граѓанските здруженија активно ќе бидат вклучени во целиот процес. Тој истакна дека гасификацијата е од огромно значење за земјата и од економски и од еколошки аспект. Активистката Татјана Стојановска од граѓанската асоциација Го сакам Водно истакна дека тие не се против гасоводот и тој представува иднина на државата, но како што рече, тој минува низ заштитена парк шума. Според неа, трасата е проблем зашто мора да минува низ Водно и додаде од имало уште 4 други алтернативни решенија. Од граѓанската асоциација Го сакам Водно велат дека апсолутно ја поддржуваат изградбата на гасоводната мрежа, но не може да прифата тоа да биде на грбот на Скопје и уништување на така наречените бели дробови на градот. Тие велат дека овој тип дебата е далеку од она што тие го бараат и не е никаква замена за уште едно соочување на национална телевизија во нормално време, кога граѓаните ќе можат да ја следат и во кое ќе учествуваат сите засегнати институции. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули соопшти дека Водно не е заштитено подрачје и најголем предизвик ќе биде, како што рече, заедно да го донесеме законот за прогласување на Водно и на Матка и да го ревидираме тој што на брзина е направен во Газибаба. Директорот на Македонски енергетски ресурси Бајрам Реджепи ја презентираше делницата што поминува низ парк шумата Водно, односно гасоводната линија која влегува точно на 18-тиот километар на границите на парк шумата Водно во Сопиште и излегува на 27,3 километри во Шишево. Точната должина на оваа делница е 9,3 километри. Од 18-тиот километар се до 21,5 километри немаме никаква сечена шума. Сечење дрвје има само од 21,5 до 24 километар од трасата, односно само на 2,5 километри минува низ дрвена маса. Во тој дел ќе се исече 1,7 хектари дрвена маса од вкупната 2593 хектари што ја има на Водно. Не е точно дека низ цел дел на Водно каде минува трасата ќе се сече дрвја. На поголемиот дел се грмушки и карпести површини, рече Реджепи. Тој појасни дека за алтернативните траси преку Скопска Црна Гора и преку обиколницата сечата ќе биде иста, дури и поголема. Проблем на овој дел е што има вкрстување со главните цевки од изворот Рашче. Градоначалникот Челегов, кога повика на дебата, рече дека градежните работи на Водно се стопирани се до завршување на процесот на диалог.